Училиштето во село Сојаклари е во мошна лоша состојба. Ова е ставот на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз, изнесен на денешната пресконференција. Од партијата велат дека, иако градоначалникот уште пред 4 години ветил нова училишна зграда на жителите и низа други активности, и денеска нема реализација на ништо од ветеното. Иако пред 4 години градоначалникот на Велес Славчо Чадиев на жителите на село Сојаклари им вети нова училишна зграда, уредно спортско игралиште, заграден и уреден училишен двор и нов кров на училиштето, без сегашните штетни и опасни по здравје азбестни покривни плочи. Денес, училиштето се уште е во лоша состојба. Како што може да се забележи, освен ситни козметички интервенции, не е спроведено ништо значено од најавените крупни инвестиции. Жителите на Сојаклари се излажени од страна градоначалникот Чадиев. Покрај лошата состојба во која се наоѓа училиштето, велат од СДСМ, постојат и низа други проблеми. Така, од партијата тврдат дека континуирано се зголемува долгот кон локалниот водовод за неплатените сметки, па наскоро може да се случи и блокирање на сметката од страна на извршители. Освен лошите услови, ова училиште, кое е подрачно училиште, според наши сознанија, има долгови кон локалниот водовод за неплатени сметки во висина од над 35.000 денари. И наскоро е можно сметка да биде блокирана од страна на извршители. Почитувани граѓани, општината слабо ја реализираше програмата за образование, која беа планирани околу 5.600.000 денари. Истовремено, реализацијата на капиталните расходи е едва и половина од оно што им беше ветено на граѓаните. Од СДСМ со став дека неостварените ветувања за граѓаните ќе бидат минато, а новата одговорна власт ќе превзема мерки за квалитетни услови за живот и образование.